Не, нема да пеам, сепак ова е Студио 1, меѓутоа ова е едно посебно издание на Студио 1, со оглед на тоа што на некој начин денеска го затвораме барем овој дел од сезоната, секако ќе се студиото ќе биде активно, ќе има уште многу богата програма на 1 ТВ, ќе се пее утре на финалната вечер на Звезда број 1, затоа бидете со 1 ТВ не само сега, бидете и утре. Ова Студио 1 е со едно специјално издание, овде ќе забележите многу различни теми пред се, но темите ќе ги наметнуваат самите луѓе кои што се присутни овде во студиото, а овде во студиото се присутни сите луѓе кои што на некој начин со различни теми придонеле ова студио. Јас и Јана да може да го нарекуваме шарено студио. Јас сум Владко Чаловски, ова е последниот дел од отвореното студио, со мене е колешката секако Јана Јосифовска. Јана? Така е, од овој дел од студиото. Не случајно сме, како што спомена и Чаловски, вака собрани еден малку поинаков распоред. Сите овие лица што се со нас во студиото не им треба посебна најава, особено ако сте верни гледачи на 1 ТВ. Ако имав можност фактички најавата за оваа сезона, уште во септември, да ја направам во контактната емисија 1 минута и дел од овие лица да говорат што се и какви предизвици ги очекуваат и дали се подготвени. Еве сега имам на некаков начин можност и оваа втора сезона да ја заокружиме. И токму затоа ќе започнам со директно прашање до нема потреба посебна најава за него, бар Сергеј Варошлија. Здраво, Јана. Да, здраво. За почеток, кратко и јасно, ја заокружуваме втората сезона. Да. Ќе биде ова и твојата петочна последна. Така е, денеска ја заокружуваме, која камера ме дава, не е небитно. Денеска ја заокружуваме втората сезона од Студио 1 и од делот мода, конкретно зборувам за сам себе. Можам да кажам дека сум и горд и од една страна и малку и тажен заради тоа што се затвара овој едногодишен концепт во кој што јас истерав 300 емисии во живо секојдневно. Од септември ќе идеме со нов концепт, така да... Колку беше, Сергеј, предизвик? Еве сега имаш можност, ако претходно зборувавме како ти изгледа сето тоа, сега де факто можеш да го потврдиш. Секојдневно емисии, да не зборам за твојата популарност и реакциите кои што прават бум во јавноста. Настрана реакциите и популарноста, дефинитивно е и голем предизвик, е и одговорност, е и обврска. Да, токму поради тоа. Меѓутоа, јас сум човек кој што верува во тоа што го работи и сметам дека секој, ако го работи тоа што го сака, може да го даде најдоброто од себе си. Но не е само Сергеј човекот кој што секојдневно се појавуваше на програмата на 1 ТВ, истиот предизвик го имаат и Стефан и Нина од Ексклузив. Секојдневно бевте на оваа позиција каде што сега сум јас, сега сте таму. Да те прашам, извини, колега, тебе како ти е сега? Ти си на нашето место, ти како се чувствуваш вака кај Ексклузив? Убаво друштво си. Да, сигурно сум. Ај ти си сега. И јас сум нормално. Мислам дека за момент можеме да ги замениме улогите, меѓутоа да не бидам премногу духовит. Колку за вас двајца беше предизвик ова цела една година на Ексклузив и секако? Ќе ти почнуваме од дамата, да? Нели нормално? Па добро, ние со Јана се видовме од самиот почеток кога ги најавувавме сите оние новости кои што ќе следуваат во Ексклузив и сето она што ќе може јавноста да го погледне, да биде сосема различно и динамично и секако забавно за македонската јавност. Успеавме да се наметнеме со разноразни теми, приказни, да донесеме балкански домашни имиња на 1 ТВ и заедно со Стефан и секако целосниот тим на Ексклузив, мислам дека успеавме во нашата мисија да ги забавуваме и воедно едуцираме сите. Така, јас сакам да ги споменам, значи Зоран Василевски, нашиот уредник Васко Спасовски, Кристина Весич, јас и Нина сме како представници на Ексклузив, но
5 член тим работевме напорно оваа сезона и ветивме многу работи во септември. И јас мислам дека го створивме затоа што започнавме во момент кога македонската естрадна сцена и не беше баш толку во добар момент и развиена, и ние се потрудивме оваа година да им доловиме и да разбудиме, да им доловиме на гледачите доста интересни актуелни теми, концерти, патувања, на секоја втора недела во Белград. Па така да се каже, да. И во едноиденецка ќе видите нешто ексклузивно и ќе препуштиме нели на програмата на 1 ТВ да го проследат. Уште едно прашање за Стефан, бидејќи Ајде релативно беше нов, односно влезе во овие води. Сега како ти изгледа овој, се пронаоѓаш себе си? Јас кога го кажав тоа на почетокот, започнав со еден вид на страв, нели нормално затоа што влегов во нов свет, али по една година јас слободно можам да кажам не само Нина, Васко, Зоки и Кристина дека ми се семејство, туку и вие. Еден ТВ станавме едно големо семејство со една иста визија и сите целиме кон таа и мене ми е многу драго што сум дел од вас и сега после една година мене ми е ова све нормално. Гледаш колку не е сериозен. Се обидувам сега, чекај. Мислам дека ниту една друга телевизија не може да се пофали со волкав фонд на млади луѓе кои што надополнуваат една голема програма која што бара многу работа. Меѓутоа да напоменам само дека некаде при крајот од 17 часот и 30 минути ќе имаме и отворени линии. Само 10 минути затоа што сме многу луѓе, веројатно ќе имате прашања, барем ако имате по едно прашање за секој од нас, би требало да ја продолжиме емисијата. Она што е ново, ако имавме Дамјан пренос на Дакар, ако имавме пренос на Суперкупот на Македонија, веќе во понеделник го имаме Вимболдон. Во однос на гостите кои што слободно повели ти. во однос на гостите кои што се или домаќините, не знам како да кажам, затоа што се сите дел од ова семејство, мораме да го издвоиме Сергеј како генерална најава за она што не очекува од понеделник, затоа што е во бело. Белата боја е заштитен знак на Вимболдон, ќе го пренесуваме најубавиот тениски турнир на официјалното светско првенство. Верувам дека Сергеј и во линија со кралицата си има договорено по повод денешната ждрепка да биде Ќе отпееме во бело. Така да ќе имаме убав настан, 14 дена тенис, стартуваме со отворено студио, многу преноси, еден убав предизвик за сите кои што ќе го работат овој проект, пред се за ние од спортската редакција и верувам дека ќе ги задоволиме вкусовите на гледачите. Мислам дека Искра е еден од ликовите кои што барем почесто беше на терен, се јавуваше со линкови овде во студиото, те проследија гледачите, знаат која е Искра. Искра, колку тоа представуваше своевиден предизвик и каква е твојата генерална импресија од она што ние го понудивме и можеби треба дополнително да го понудиме? Прво ти благодарам за најавата дека сите млади луѓе сме тука. Ја како една од дел од младите се разбира. Која камера ме снима во ред? Предизвик. Јас сум веќе долго време во новинарството и еве некој колку веќе 17 години на терен. И секоја година е нов предизвик, бидејќи станува во прашање љубов. Ако немате љубов, ако немате страст, веројатно тоа ќе било избледено и јас нема да сум била тука. Верувам вие знаете, меѓутоа за гледачите доколку не знаат, јас ја прифатив понудата на 1 ТВ да работам овде токму заради луѓето, бидејќи на некој начин сите сме соработувале, дали во други медиуми, дали сме се дружеле можеби и приватно со некој од вас. Тоа беше првата причина зошто јас прифатив да бидам дел од ова семејство. Предизвикот е секој ден нов. Не знаете што ве чека на теренот, колку и да сте подготвени, колку и да имате искуство, теренот секој ден носи нешто ново. Така што тоа значи сериозен предизвик и одговорност, пред се одговорност. Кога сме веќе кај Искра во студиото требаше денеска да биде и твојот колега во однос на судското известување, Игор Стефановски. Меѓутоа, Игор Стефановски со оправдана причина не е тука, бидејќи некако човек е тешко многу не да го натера, меѓутоа да успее да го донесе во студиото, бидејќи секогаш има некои нови ексклузивни информации. Овој пат денеска, во текот на целиот ден,
не информира во живо Линковски пред кривичниот суд, каде што следи една разврска. Нема да навлегуваме во тој дел, заради тоа постојат информативните изданија, третиравме претходно во студио во тематиката. Меѓутоа, на еден малку духовит начин би сакале да го инкорпорираме повторно во отвореното студио 1. Игор, доколку... Појави од некаде или? Да, еве го гледам Игор Стефановски. Како што кажав, не си во студиото, но си пред кривичниот суд. Не ни интересира моментално нели што таму се случува, меѓутоа Бога ми изминатава година редовно и ревносно не известуваш за сите судски случаи, секако и теренот ти е во преден план. Ајде сумирано твои впечатоци. Се умори. Така, благодарам ја напред за најавата и добар ден колеги и од мене, денеска од живо пред кривичниот суд. Ајде прво ќе одиме од планот кој што го имаше вчера и ти да бидам дел од студиото. Ако добро се сеќавам, ако и ти добро памтиш, првично ти реков дека што доколку има апсење утреденте и тоа се случи. Впечатоци се тие, секојдневни рочишта имаше изминатава година во кривичниот суд. Генерално се согласувам со она што го кажа мојата колешка Искра Петчевска, кој заедно и секако со колешката Елена Милошевска го делиме овој сектор судство, но морам да признам дека беше изминатата година доста тешко, бидејќи имаше многу големи судски процеси во јавноста, но сето тоа мене ми исполнуваше најмногу, бидејќи ја сакам оваа работа, особено судското известување, пред се бидејќи станува збор за, ајде да речеме, правичен ресор, но има и многу критики од страна на дел од опфатени во судските процеси дека се неправично осудени и секако е доблесно да се информира за ваква област. Дали се сеќаваш кога првпат влезе во живо, истурено во отвореното студио 1, директно веднаш после терен, односно после известување? Дали го паметиш тој момент, бидејќи ние го паметиме? Паметам ја, секако имав трема, се сеќавам, но знам дека имавме и претходно снимање во самата редакција како промо дел од телевизијата. Имав среќа или за среќа имав сако и кошула во телевизија, па можев одма да се пресоблечам, но затоа бев со валкани кондори на мене, со фармерки, бидејќи беше денот, се сеќавам, многу прашина дуваше и пред судот беше валкан, ајде да речем. Твоите патики беа од црни бели навистина. Игор, Така беше дека. Игор, ме слушаш? Да. Ме слушаш? Многу убава ти е косата, да кажам право. Па за разлика од студио, тука дува ветер. Ти се гледа, да. Пази да не ти Што до е дрвата. прилично олеснувачки, бидејќи овие денови е навистина топло, а во овој момент мене ми е, може и да речам, подобро од вас, бидејќи сум на студено, ајде на некаков начин да кажам. Во ред, Игор, нема повеќе да те задржуваме. Знаеме дека секако си со обврски, следиш што се случува таму. Ти благодариме, ни беше задоволство што сепак успеавме да ти имаме отвореното студио. Јана, ти благодарам и тоа што успеа начин да најдеш како да се вклопам во дело до овој информативен дел. Така е. Да, исто така, кој да го пикираме? Дејан Андоновиќ. Дејан Андоновиќ е човекот со кој што многу работи анализиравме во отвореното студио, се информиравте постојано за случувањата на Балканот, во Европа, пошироко. Дејан, денеска и тој сегмент од студиото кој што морам да кажам и морам да потенцирам дека ниту еден друг медиум го нема, барем тој формат, граѓаните секојдневно нема ниту еден медиум немаше слух, ми се чини, изминативе години од кога ги има приватните медиуми покрај на национална телевизија, каде што се третираат секојдневно светските настани. Оваа телевизија е прва, не е една од првите, туку прва, и во другите медиуми има свет, но тој блок е толку, би рекол,
толку е краток да се сведува one minute world, што би рекле колегите во странство, односно во една минута да се опфати целиот свет, а другите 29 минути да се зборува за се и се што во државата. Но мораме да сватиме дека ситуацијата во Македонија е секогаш последица на тие случувања кои ние секојдневно ги анализираме, во последна недела доаѓаат и кај нас. Добро бе, човек, додека сме разговарале во студиото неколку пати сум се запрашал како ги паметиш сите тие информации од Иран, од Ирак, од Авганистан, од Тал, од многу чудни информации и бројки паметиш. Јас, за разлика од Сергеј, чија публика е, нели, може да му се јави, кај мене мора да се внимава многу, мора да си прецизен, бидејќи ако Сергеј го гледа некој од Инстаграм или од Фейсбук, мене ме гледаат барем амбасадите на големите држави кои може да пренесат. Мора малку да пазиш. Го гледаат и Сергеј од амбасадите, Дејан. Мора малку да пазиш. Ајде да преминеме на нашите колеги, Јана. Антонио или Елена, да и дадеме предност. Да, на дамата. Ако може да се каже во нашиот тим, нели, како што се менуваме, си некако ајде најмлада, дека се снајде, меѓутоа каков ти беше предизвикот примарно, еве, како го доживеа тоа бидејќи нели репортер, терен, така да. Сосема поинаква работа, студио, сериозни теми. Почетокот, па сега како ти изгледа сето тоа? И па вака, прво што можам да кажам е дека сега го првиот момент кога ми ја соопшти одлуката, ете, дали сакаш да прифатиш да бидеш дел од тимот на Студио 1, јас се подзамислив, си реков дали е тоа за мене, дали не е, затоа што претходно имав искуство само на терен и таа работа теренска си ја сакам многу. Реков во еден момент, нели, имам уште многу да учам, зошто да не пробам. Јас сум тука неколку месеци, обработивме секако различни теми, јас се надам дека од септември ќе понудим уште поинтересни работи. Предизвике, искуството си го прави своето, секако дека од почетокот, првиот пат кога седнав толку овде на ова столче, имав многу трема, сега сум подобра. Се надам дека во иднина, ето, ќе биде уште подобро. Антонио? Прво што искусен Антонио. Колку луѓе од прилика влегле овде во студиото, колку студија се направиле? Може Антонио неколку стотици гости сигурно. Тој е од тие кои што нели со некако направив една мини анализа во која што заклучив дека како и секогаш повеќе неколку стотици гости во оваа сезона продефилирале во отворено Студио 1. Ако се земе фактот дека од септември навака има повеќе од 200 работни денови, во 5 или 6 блокови во текот на денов, минимум по 20 да бидат, се доаѓа до сериозна бројка на гости кои што поминале низ отворено Студио 1 на различни теми. Јас морам да ја пофалам вашата иницијатива да не соберете во ваков состав, затоа што ова е за гледачите доказ за тоа каков тим поседува еден ТВ. Мене ми е чест и задоволство што сум дел од овој тим, од она што може да се види доста млад, секако не се сите тука, имаме и повозрасни и поискусни колеги и уредници, меѓутоа ваков тим нема во друга телевизија во Македонија. Така. Имаме можност малку да си се пофалиме, бидејќи сепак ние сме во нашиот Тоа е реалноста, термин, Чаловски, Така мислам дека не може да се избега од реалноста, тоа го говорат и фактите и бројките и колеги. За Кристина Атовска немам конкретно прашање. Кристина Атовска ја сметам од оние луѓе исто како и Дејана Доновиќ кои што би можели без прашање да наполнат една програма. Значи да, немам никакво прашање, Кристина повели. Благодарам, Чаловски. Јас на самиот почеток би сакала, бидејќи го видовме Игор од живо од пред судот, меѓутоа навистина би сакала да ги поздравам и останатите колеги кои поради работни обврски исто така не можаа да присустват, а не можевме ниту да ги вклучиме. А тоа се Христијан Баневски, Андреја Чобанова и секако твојот прв колега Слаѓан Ивковиќ, кој секој ден
го гледате покрај Дамјан заедно на вестите. Исто така можам да кажам дека навистина ми е чест и задоволство што сум дел од ваква екипа. Она што Искра го спомена на почетокот, мислам дека луѓето овде го прават, ја прават телевизијата и сето она што вие гледачите можете да го видите во етерот, она енергија која ние ја внесуваме секојдневно кога доаѓаме овде, мислам дека се пренесува во етерот и дека нашите гледачи токму поради тоа, меѓу другото, и не гледаат и не почитуваат толку, ако можам да забележам и оние коментари кои пристигнуваат до нас, и покрај она активна пропаганда покрај нас, сепак гледачите се задоволни од она што можат да го видат. И нешто што е навистина многу важно да се истакне, тоа е дека сме единствената телевизија, ама буквално единствената, која посветува толку многу важни општествени теми како што се спортот, културата и социјалата. Крис, апропо ова последново што сега го говореше, што тебе ти беше најголем предизвик во отвореното студио 1, бидејќи сега имаме можност нели те гледаме на терен во дневникот, меѓутоа сепак беше еден нов момент и влегувањето со Христијан Баневски како пар во тука од оваа маса. Можам да кажам дека се е возбудливо на различен начин. Возбудливо е и да се биде дел од студиото, меѓутоа сепак онаа изворна возбуда што носи новинарството доаѓа од теренот. Така што во оваа измината година, еве јас на пример би ги наброила патувањата во Будимпешта, Атина, Белград и сето она што го направивме од терен, секако можам да кажам дека исклучително добро се чувствував и на ова студио, меѓутоа и на другото за вестие, ама сепак онаа највистинска возбуда сметам дека доаѓа од теренот. Кога го споменуваме теренот, тука е и Лепа Џундева, Чаловски. Да, јас сум кај... Опа! Искра пред микрофонот. Вели со прашањето кој? Така, Лепа и ти ни се приклучи во тимот. Речи си секојдневно нормално те гледаме во информативните изданија и ти ревносно секако ни ги пренесуваш сите најнови информации, најчесто од онаа сфера на дворешна политика и дипломатијата. Колку тебе ти е предизвик, односно конкретно, дали во едентава некако почна да го трасираш тој пат, да речеме, во известувањето кон надворешната политика? Или... Не. Го следев преспанскиот договор, извесен период, барем од кога стана актуелен, бев и на подпишувањето во Нивици, така да бев во тек. И да точно, не ја бекаловската заборавиме. криза е мојата омилена тема. 2 години посветив на македонско-грчката граница, среќавав голем број на луѓе, бегалци и мигранти кои што доаѓаат од источниот дел, од Азија, имаше од Африка. Тоа е посебен момент за мене, ќе останат како спомени за цел живот, меѓутоа ако почнам да ги раскажувам, верувам дека ќе нема време вечерва да завршиме. Така да би сакала да го спомнам мојот прв ден во 1 ТВ, тоа беше 4 март. Не ми се верува колку брзо лета времето. Кога дојдов тука, дојдов на состанок на целата телевизија. Тука бевте сите собрани, некои ги знаев, некои не ги познавав. Го држаше Бојан. И мојот прв печаток беше дека да, овде има перспектива, ми се допаѓаат луѓето и некако тоа мое мислење не се промени овие месеци. Го кажав и многу пати пред сите и на состаноци и меѓу нас, дека ми се допаѓа атмосферата во телевизијата и секако соработката е соработка, работата е работа, забавата е забава. За се има време тука. Кристина Атовска напомена, јас уште еднаш само ќе потенцирам дека и покрај таа една пропаганда, веројатно и за време на студиото и после ова студио ќе има некакви коментари кои што генерално доаѓаат од едни исти луѓе, меѓутоа уште еднаш, бидејќи ми е дозволено, сум во терминот во кој што работиме со Јана, ќе речам дека ова е телевизија која што секогаш или барем се труди или успеваме, најчесто успеваме да бидеме на терен токму на оние места каде што се случуваат одредени работи, а и за волја на вистината можам да кажам дека во ова студио
поминале многу различни теми, да некои од нив актуелни, некои од тие теми можеби биле подзаборавени, па ги вративме назад за некој да ги преиспита своите одлуки. Да, и да напоменаме дека веќе може да ги отвориме телефонските линии, што на почетокот ги спомена Чаловски, така што еве ако сака некој од вас сите што не следат, слободно може да се јавите, да ни кажете некаков коментар, ке ве слушаме. Нема да толерираме никаков недоличен говор секако. Добро, тоа се подразбира. Сметам дека секој има одреден степен на култура. И ајде малку сега пак со Стефан и Нина. Стефан, како е? Јас сум супер одличен, јас вака би можел со денови да седам помеѓу вас. Малку повеќе ајде да им доближиме. А веќе имаме гледач, гледачите имаат приоритет. Секако. Така, повелиме, добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Добар ден, убав ден. Убав и на вас. Вашата програма е стварно феноменална. Донесоте новини во работењето, во етерот. Само едина работа не ми јасна зашто ја нема она емисија Инсайдер, што беше за истражување, што беше многу битна, да доеше до израз корупцијата и на виделина и да може да се информира народот и јавноста кои се тие што стојат за криминалите во Македонија. Зашто не и од старата и од новата влада има. Мислам дека требаше таа емисија да продолжи, а да не биде јас веднаш ке ви одговорам на прашањето дека септемвриската фактички нова програмска шема предвидува продолжување на истата емисија Инсайдер за која што зборувавте и во интерес на времето дали имате некаков дополнителен коментар или нешто што би сакале еве нас да ни го кажете што сме тука во студиото, меѓутоа и генерално земање секако да. Така, дали позитивни, дали негативни. Позитивни и негативни. Вака позитивни се повелете. Да, ве слушаме. Видите, вашите емисии се многу феноменални со содржина, но мислам дека, иако е доста застапена контактните емисии, уште повеќе да дадете право на гледачите, бидејќи темите што ги разгледувате се многу актуелни и ние можеме да се информираме од вашите гости за многу прашања што се од интерес за сите граѓани, за целата наша држава. Во ред. Ви благодариме пријатно. Ви благодариме за вашето јавување. Ја наводи во прилог на она што пред малку ти го споменав дека и покрај целата пропаганда мислењето на нашата сушност работиме и постоиме сепак е многу позитивно. Да, сега она што пред гледачката да се јави всушност почнав, Стефан и Нина ќе ни кажат, следниве 2 недели имате и нов термин и тоа да го споменеме на емитување на ексклузив. Ајде за оние што не се запознати малку. Како што кажа колегата Дамјан од спортскиот, понеделник почнува најголемото натпреварување кога станува збор за тенис за светско првенство. Со само до тоа се променува малку програмската шема, така да гледачите ќе можете да не следите ексклузив од 22 часот. Значи од понеделник до петок како што останува нови информации секојдневно и ќе имаме и свежи како што сме и познати по нив. Да, поточно кога ќе завршат надпреварите, фактички па ќе се вратиме на нашиот старт термин. Така. Ќе се вратите на вашиот старт термин. Добро, оно што и примарно ајде сакав да ве прашам, ако сме сега седнати во еден ваков формат, вие секако сте задолжени за оној забавен дел. Тешко ли е некогаш да се изменаџира, односно да се склопи, ајде да речеме, дали приказна, дали прилог, без разлика дали третирате музички звезди кај нас, како стоиме на домашната сцена, како ви изгледа моментално, дали станува збор за гости во студио или нели излегувате на терен, интервјуа, каква ни е состојбата моментално во музичката сфера и колку, да речеме, е предизвик за вас се тоа, сите тие луѓе, сите тие настани да ги склопите во половина час и да не ги пренесете ексклузивно? Морам да изнесам став под она што го имам досега искусено. Секако на македонската, на домашната сцена, кога ќе направам паралела и со балканската, бидејќи како што спомена Стефан, веќе сум почесто со релација Белград-Скопје. На домашен терен навистина е многу тешко да се направи соработка со нашите македонски звезди, да се донесат во студио, да се направи концепт на она што ќе се разговара, кога ќе биде главната тема.
Секако тие си имаат свое мислење, свои барања кои што сака да се исполнат и очекувања. Меѓутоа, добро знаете дека кога викаме гости, нели секако го информираме за темата која што ќе се зборува, а убаво е да се појави бидејќи е јавна личност и треба да биде достапна за јавноста и да зборува за се она што е тема на разговор. Кога разборуваме за балканските звезди, навистина се многу едноставни, ниту бараат прашања да им се пратат, ниту пак да се договараме околу некои тешки локации, така што се подостапни и воедно е да убиваме ексклузивата. Ако не се лажам, имаме гледач на линија. Да, повелете во програмата. Ало? Да, повелете во програмата. Добар ден, добро вече. Добар ден и за вас. Најпрво, едно прекрасно освежување сте. Јас по професија сум еден аналитичар кој цел живот се бавил со компаративни анализи на известувањата. Ги следам сите балкански канали, сите балкански телевизии. Вие сте првите the best one, што ви кажа. Една свежина внесовте, овој млад тим. Не ве фалам за тоа што сте згодни или не знам што, тоа е вистина. Имате ниво кое што е на ниво на она што е, да кажам, Западен Балкан и само така продолжете. Едно само ме недостига, за да можам да компарирам. Тоа е што економски клуб, економски теми многу малку имате, политиката преовладува, забавниот шоу дел е сосема окей, геј ексклузив и така натаму, тоа се е во ред. Меѓутоа, мислам дека во овие нови програмски шеми што ги најавувате, мора да има една наврвни економски експерти кои што би биле соговорници, затоа што тоа му не достига и не постојат информации кај јавноста што е што. Многу важни вести, многу има на Фејсбук, важни непроверени работи, а мислам дека економијата е тоа што е многу значајно и што многу битно влијае и на политиката. Господјо, можам само на почеток да ви се заблагодарам за убавите зборови. Да. И верувајте дека сите овие забелешки ние веќе некаде ги запишуваме и од септември секако ќе се потрудиме да задоволиме уште малку поголем дел од вашето внимание. Но имам уште еден гледач Чаловски на линија, така што велиме добар ден. Ало? Да, повелете во програмата. Добар ден. Да, ве слушам. Во прилог на подобрување на вашата ценета телевизија, сакам да дам неколку предлози. Ало? Да, ве слушаме во студиото, повелете. Како прво, мислам, банално веќе и кај сите македонски телевизии национални при сите ти работи, значи, аналитичарите, што ги земате, политички аналитичари, мислам, низ досади 20 години ни исти, не ги гледаме тие емисии. Аналитичари е самиот народ. Зошто не допуштите луѓето, професори, лекари, има од сите бранши, аналитика да ви дадат за одредени работи, меѓутоа овие наши аналитичари до сега што се пред се политички тие платени, така сметам ние како гледачи. Под број 1 тоа. Под број 2. Многу малку образовните емисии се застапени кај разгледате образованието кај нас тони. Просветните работници нон-стоп штрајкуваат, нешто бараат, родителите имаат недостатоци и они ќе почнат да штрајкуваат. Банални програми училишни, ништо ново во законот за образование, никакво подобрување, мислам, на народот, на родителите. Господине, јас морам само малку, ако ми дозволите да ве поправам, бидејќи овде во студиото, колку што ме држи сеќавање, барем мене, сме имале многу различни гости од сферата на образованието. Дали тоа бил министерот, дали заменик министерот, дали биле наставници и професори од различни факултети и средни училишта. Меѓутоа никој да дирне во програмите на училишните програми, треба промена во наставните програми. Дали ме разбирате? Но пробуваме да го потенцираме затоа што на крај сепак ние ги изнесуваме проблемите, нели? Така. Второ, кога професорите и наставниците барат од образование од ова полугодие навака неколку штрајкови предупредувачки, ништо телевизиите оглувнати со тоа, мислам, или сакат да и помогнат на Министерството за образование да се оглушат од проблемите што ги имат,
мотивацијата ќе просветните работници срамота да речем 300 Добро, евра вака, просветен господине, работник. јас се извинувам, немам намера да ве прекинувам, меѓутоа, вака сега, да во интерес на времето, рековме дека прифаќаме и критики, меѓутоа да бидете малку пократки и да не навлегуваме многу во сферите. Ве разбравме која беше поентата, очекувавме дека можеби еве да ќе ни дадете некаков плюс коментар, позитивен или негативен, меѓутоа ве молам пократко, само пократко. Најпозитивно што ќе го дадам сега за вас сите, мислам, водителите на емисиите што сте, применувајте го литературниот македонски јазик. Значи, никоја телевизија доследно не го применува и почитува законот за примена на македонски литературен јазик. Исчезнува постепено телевизиите. Едноставно имате многу спикерки, водителки кои ќе кажат наместо да видат ајде чао, што е тоа чао бе водителка, чао да ми каже на телевизија. Добро, ви благодариме да за вашето јавување. Дали може една реченица? Да, слободно. Околу експертите, до почитуваниот наш гледач, експертите се тие, ние не можеме од човек кој што, да речеме, нема познавање во некоја област, да направиме експерта. Околу подготовката на емисиите, мислам дека ние сите многу добро знаеме, гледачите тоа не го знаат. Многу е потешко да подготвиш емисија и да ти прифатат гости кои што се експерти, отколку истата да се изреализира. Затоа мислам дека ние вложуваме максимално напори тие луѓе кои што ќе седнат тука да бидат експерт од области за темата која што ние денте обработуваме, се со цел на гледачите да им се искристализира позицијата, односно темата и да формираат свое мислење базирано на факти и реалност. Толку од мене. Ова што го спомена Антонио, всушност е една добра завршна поента, како што и треба, бидејќи влегуваме во последните 3-4 минути од отвореното студио 1, да ги оставиме сите од колегите да кажете на завршна поента. Она што примарно и Чаловски ни беше замислата, а и Антонио го начна, односно го изнесе тука во студиото, малку ете поблиску да им доближиме на гледачите како што значи процесот на подготовка на една емисија. И како секој од нас го доживува и се подготвува, бидејќи сите сме од различни бранши. Добро, да, немаме уште многу време. Ќе поминеме со сите по една поента, Јана, или? Па, бидејќи имав едно прашање кон Сергеј. Да, ајде, само... Ова е втора сезона, втора година откако ги критикува и ги поздравува секако модните избори на луѓето. Шеташ низ улиците, луѓето те препознаваат, меѓутоа колку ти препознаваш подобрување по сите оние критики и коментари? Па, да бидам реален, и кога шетам, и кога се прошетам или кога ќе се појавам, како и да е, не имам чувство, него дефинитивно впечатокот што го оставаме што жените, девојките се плашат од мене. Сега ќе не фати Сергеј. Да, се плашат, а у суштина не треба да се плашат. Дали има подобрување, ќе видиме од септември, дека дефинитивно нешто допре до нив. Тоа ми е пред се најдраго, освен што ми беше забавно да ме гледаат како се превртувам или правам пируети или зборувам се и се што е забавниот дел. Суштината беше да се привлече вниманието, за евентуално да ме слушнат, па евентуално и да размислат и да сватат. Така да мислам дека ќе има подобрување. Можда не 100%, но меѓутоа ќе има во доволен процент. Тука си наредната сезона сега. Така е. Па ајде, почнуваме од каде? Да почнеме еве од Лепа. Да. Јас ќе се придвижам. Да. Само кратко, колеги, знам дека сите зборуваме многу, но еве, као новинари ќе се обидеме да бидеме кратки. Јас само ќе кажам, и јас сум денеска во бела боја, белата и срекина боја, меѓутоа не чекам Вимбелдон. Јас ќе се надевам на датум за преговори со Европската Унија. Во меѓувреме останувам на каналот на 1 ТВ и се надевам дека ќе останете да не гледате. Искра. Серчо. Се разбира дека јас останувам дел од екипата на 1 ТВ, не ми паѓа на памет нешто да менувам. Ке со моите колеги од правосудниот сектор ќе направиме секако и до сега, пред се да бидеме професионални и одговорни кон гледачите, бидејќи тоа е една чувствителна материја и се разбира од септември со нови сили во нови победи.
Во името на спортската редакција на Еден ТВ можам само да најавам ривалитет пријателски и контролен за периодот кој што следи. 14 дена тенис, 14 дена спортско уживање, ќе ги засенеме сите останати кои што во текот на денот ќе се обидуваат да стигнат до сите преостанати информации за тоа што на Еден ТВ од 1 до 14 спортот ќе биде главен акцент. Така е. Јас нема ништо да најавувам. Ние ќе бидеме професионални и објективни како и досега со едно интересно поточно со две интересни прашања ќе ги завршам. Бидете кратки во одговорите. Вие што водите студио, дали би се менувале и вие што водите ексклузив, дали би се менувале еден ден да седите вие на ова место, а вие од ексклузив да третирате сериозни теми од таму? Јас потпишувам да седам на маса, мене ми е жела веднаш од утре. Дали би третирал Одавна сериозни разбориме теми? тоа супер ми е мене. И јас би се поради масата. А добро, да, поради масата. Тоа е одлично. Последното прашање ми е за Сергеј, бидејќи константно критикува некого, меѓутоа реално и ние малку сме биле мета на критика од нашата телевизија, од нас од внатре, кого би одбрал за можеби за најголема критика? Па знаеш како во интерес на времето не можам да ги не е само еден. Не е само еден, а плюс има и луѓе што се одсутни, а се појавуваат пред камера, така да не ти беше лошо можеби како идеја да се ги искритикувам јас сите нив, али ќе го оставиме ова за од септември, драги гледачи. Андоновиќ? Па јас што да кажам, и покрај тоа што нели доаѓа Вимблдон, забавните емисии, сепак вестите у светот се секојдневни. Ние до септември ќе учествуваме со анализи во дневникот, а од 1 септември се надевам дека повторно ќе се вратиме со секојдневните анализи на вестите од светот, како што тоа и досега го правевме. И што да порачам, гледајте Еден ТВ, најбрзо растечката телевизија во Македонија. Ајде, Нина. Сега мене микрофонот ми дојде како. Гледаш Сергеј да му кажа. Да, него кажа. Сергеј да го рекнеш. Ајде, Сергеј. Сергеј, после ова емисија Владко Чаловски со него ќе започнеш. Да. Јас ќе ги поздравам гледачите на кратко да останат на фреквенцијата на Еден ТВ, ќе им се заблагодарам и за вниманието и едве чекам да ви го представам септемврискиот концепт. Имајте убаво лето, јас ќе одам малку на одмор. Конечно. Конечно. Па ние за ексклузив што да кажеме, да најавиме за денес кона што можеме да го кажеме е дека ќе видите ексклузивно интервју со синот на Лепа Брена и со сите оние ексклузиви кои што секогаш ги носиме. Лепа Брена ќе пристигне каде и да е. Лепа Брена не успеа Нина за жал, следен пат ќе прави така, интервју. затоа ќе си бидеме чисто на релација со Белград и останатото е дека ќе се коригираме. Мислам дека и гледачот кој што се јави, мислам дека ја алудираше на нашата емисија кога зборуваше за оние литературни зборови, нели да се испочитува стандардниот македонски јазик. Од сега наместо чао ќе кажуваме пријатно. Јас ќе си велам уште чао. Ајде, Антонио. Мојата порака ќе биде до гледачите, ние постоиме за вас и ние работиме за вас. Никој кој што се јавил во нашата телевизија не бил вратен назад. Ги охрабрувам сите кои што имаат проблем било каков и кој што може да се реши институционално, слободно да свртат на нашите телефонски броеви или да дојдат во нашата телевизија. Секој ќе биде услужен и доколку таа тема во отворено студио 1 со сите релевантни фактори кои што ќе учествуваат со неа. Елена. Па Ива, јас ќе го надополнам мојот колега Антонио, дека ете ние всушност вчера завршивме со отвореното студио, но сепак тоа не значи дека тука престануваме. Со нови, поразлични, поинакви, поинтересни теми секако ќе може да ги следите во септември. До тогаш не имаме исто така дополнително време да се подготвиме, да размислиме што ново и уште поинтересно да ви подготвиме. Јас ќе ви се заблагодарам од името на целиот тим на Ексклузив за целата поддршка која ни ја давате оваа година. Ексклузив нема пауза и не завршува, така да ќе имаме доста жешко лето со информации, со ќе следиме се, ќе патуваме како што кажа Нина, еве има па заслужи Нина, реално заслужи. Така, ќе ви се заблагодарам уште еднаш, кај Ексклузив останува, еве со Нина ќе ви викаме пријатно. Ако треба, така да, тоа од мене. И бидејќи некаде пробивме од нашиот термин, она што можам да кажам е дека се надевам дека ви се допаднавме, дека бевме малку поразлични. Телевизијата е жива материја. Немојте да ни замерувате за сите оние
гафови или излетани зборови или што е да е, бидејќи све во живо. Јас само ќе им се заблагодарам на сите оние гости кои што одвоија време и беа дел од ова Студио 1 и го збогатија, без разлика на тоа какви ставови имаат или што говореле во јавноста, ние се трудевме тоа да го правиме многу коректно. Така е, дојдовме до крајот брзо оваа сезона Чаловски. Јас освен на гостите сакам да им се заблагодарам секако на сите колеги кои што и не се со нас во студиото, меѓутоа и колегите од техника, од режија и да не ги набројуваме сите кои што на некаков начин, односно секогаш дел од оваа наша жива програма. И да, ни останува секако да ви посакаме убаво лето, убав викенд. Еве ексклузивците најавија, ќе имате прилика да ги гледате. Вимблдон почнува, така што верувам дека нема да се двоите од нашиот канал. Да, да не ги заборавиме само колегите од Дескот. Дескот, да, се поразбира, под новинарите. Јас и Јана овде се одјавуваме, не заборавајте, вечерва во 21 часот. Да, ексклузивно интервју Јадранка Костова со Бојан Јовановски, а во продолжение ќе ве оставиме со неколку видеа од целата година сумирани на нашето отворено Студио 1. Пријатно!